Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за функционирањето, новите пунктови и новите вработувања, односно комплетирање на бројот на тимови во Скопската брза помош. Токму на овие теми, мој соговорник денеска е доктор Анита Димоска, раководител на службата за итна медицинска помош при јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Доктор Димоска, добре дојдовте повторно во Здравје. Добре ве најдов и добро утро до вас и до вашите слушатели на Радио Слободна Македонија. Секогаш има актуелни теми и новости во службата за итна медицинска помош или популарно наречена брза помош. Да почнеме она што најмногу ги интересира граѓаните. Сведоци сме дека има нагли промени на времето, токму во тој прелазен период сме зимо пролет, се уште рано до пролета, меѓутоа температурите се својствени за ова годишно време. Дали има зголемен број на повици јавувања барање помош во службата како резултат на промените на временските услови? Секако, температурните промени, односно варијациите на температурите, секојдневните варијации би рекла, доведуваат до пораст на вирусните и бактериските заболувања кај населението, кои што се попратени со покачени температури, со стомачен вирус, респираторните заболувања, така да сето тоа доведува, со оглед на тоа што почнуваат наеднаш, акутно и многу бурно, понекогаш создава паника кај населението. И секако дека нашите линии се постојано вжештени во овој период. Луѓето бараат совет од нашите доктори кои што се на телефоните. Некои од нив бараат и да се дојде на лице место, ако е таа клиничка слика многу потешко изразена, во потешка форма. Како и да е, овој период имаме зголемен број најавувања. Бројот на интервенциите би рекла е стандарден, онаа бројка која што ја имаме постојано од 80 и 120, нека е на некој ниво 110, значи поблиску до горната граница овој период. Се интервенира таму каде што е неопходно, а инаку телефоните за совет се постојано, мислам, звонат и се постојано достапни за граѓани. Така, тука и Ало докторе. Секако, од голема помош ние и линијата Ало докторе 15123, каде што дел од граѓаните се пренасочуваат таму, за да таму како линија им се дадат уште подетални информации за нивната состојба и совети по телефон, што може да се даде совет за понатамошен третман на тековната болест. Така, ако ги исклучиме овие вирусни респираторни инфекции кои ги споменавте и ако ги исклучиме и сообраќајните несреќи, бидејќи вие сте токму на првата линија на фронтот, што се вели во случај на сообраќајна несреќа за укажување на прва помош и соодветен транспорт до соодветна здравствена установа доколку станува збор за живото загрозувачка состојба, зашто друго најчесто бараат помош граѓаните во службата за брза помош? Секако како служба, името на самата служба кажува дека првенствено секогаш имаат предност акутните состојби. Оние состојби кои што го загрозуваат животот на граѓанинот. Меѓутоа, добро е што помал процент се тие акутни состојби во однос на онаа бројка каде што се интервенира кај хронични болни, оние состојби каде што не се подопруваат со секојдневната терапија. Секако реагираме покрај сообраќајни незгоди, реагираме и травматски повреди кои што се некогаш и на работното место, во јавните институции, на јавно место, во парковите, на пазарите, во банките, каде што има потреба. Минатиот период имавме случаи на зголемен број на колапси, она што е типично за летниот период, меѓутоа овој период поради варијацијата на температурите, односно наглиот пораст на температурите, имавме една
сигурно одраз на потешка адаптација на организмот на сите овие промени. Имавме зголемен број на колапси, што не е типично за овој период. Имавме над 20 степени температура тој период. Стварно, навистина не карактеристично да слушнеме колабирање или паѓање во несвесто топло во сред зимо. Така, затоа реков, типична појава е во летниот период, кога нели секој лето водиме евиденција посебна за таквите состојби, меѓутоа еве се случи и овој период да имаме зголемен број на овие состојби. Доктор Димовска, во понеделникот беше отворен пункт во Петровец како еден од трите најавени нови пунктови во службата, која треба да го растерети градското подрачје, односно базата и околните пунктови кои ги има службата. Што значи овој пункт? Дали од голема помош ќе биде само на жителите од Петровец или побрзо ќе може да се стигнува на сообраќај на несреќа? Сведоци сме дека чести се сообраќајните несреќи на автопатот Велес-Скопје и обратно. Која ќе биде всушност функцијата на овој пункт? Зошто токму во Петровец се отвара? Целта на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје како основна единица на оваа здравствена установа итна медицинска помош и на менаџерскиот тим е секако подобра ефикасност на самата служба која што е од витално значење на градот. Тоа наметна една неопходна потреба на отварање на пунктови кои што се на периферијата на градот, односно во периферните населени места, со една единствена цел да се стигне што понавремено и да се реагира што побрзо во рамките на оние можности кои што ги има службата. Ако до сегашното време, просечно време на потполно реализирање на една интервенција во просек ни изнесува последната бројка 38 минути, секако дека нашите заложби се тоа време да се скрати барем за половина, односно за 50%, односно за 19 минути. Затоа со таа единствена цел за што побрзо и уште поефикасна реакција, го отворивме тој пункт во општина Петровец, која што покрива поголем дел на население, околу 30.000 и опфаќа една поширока територија. Секако дека тука ни е достапен и во близина автопатот, која што е многу прометна сообраќајница и сме сведоци за чести сообраќајни незгоди. Значи со овој пункт ќе се отвори една можност да уште понавремено и уште побрзо се реагира, поготово во тие населени места, затоа што сепак градот е подалеку, зашто сепак се губат драгоцени минути кога ќе се тргне од најблискиот пункт во населбата Ченто или од населбата Јане Сандански, зависно во моментот каде имаме екипа. Значи така, тоа ќе колку дојде... пунктови имате во моментот на располагање? Во моментов имаме 6 без пункта. овој така, без во Петровец. Да, без овој во Петровец, значи во моментот имаме 6 пункта кои што секако дека ја растаретуваат прво како службата ја растаретуваат во однос на организацијата на самата работа, секако со овој 7 пункт уште повеќе ќе ни олесни во самото дистрибуирање на повиците и сме со тенденција на понатамошно проширување. Така има најава за уште 2. Да, има најава за уште 2 така. пункта, за да бидеме уште поефикасни и достапни за граѓаните. Во една смена, во едно теноноќие, како да го кажем, во овие 6 пункта, со колку екипи располага службата за итна медицинска помош, односно колку екипи им се на располагање на граѓаните? Во моментов на располагање имаме 7 до 8 екипи на граѓаните. Меѓутоа, со оглед на тоа што сметаме во смена зборуваме. Со оглед на тоа што сметаме дека ова сепак е мал број на екипи, затоа што градот постојано се зголемува, потребите на граѓаните се се поголеми. Сме во една фаза на зајакнување на службата со кадар, комплетен медицински кадар, еден тим, односно со доктори, медицински сестри и возачи, со една поголема бројка на вработување и сме во фаза сега на организација на работата
за зголемување на поголем број на тимови, така да се надеваме да во тек на следниот месец, кој ќе профункционира официјално и пунктот во Петровец. Така беше најавено и од страна на Министерството за да бидеме спремни и зајакнати со една поголема бројка на екипи. Во моментот располагаме со 25 теренски екипи, кои што се постојано на терен и неуморно работат. Меѓутоа се надеваме дека со ова значително зголемена бројка на екипи, дека ќе се растерети самата работа во итната медицинска помош, дека уште понавремено ќе пристигнуваме. Така, обично многу ретко се зборува само ако има доколку интервенирала чисто информативно се споменува брзата помош, меѓутоа ме интересира колку е часа работно на еден тим, на доктор, бидејќи вие имате работено, се уште сега раководите, но претходно сте биле на терен. Со колку часа дневно работат лекарите, сестрите, возачите во службата? Значи, работното време во основа е тросменско 8-часовно работно време, меѓутоа за потребите на службата, во зависност од тоа како може полесно да се организира службата, во моментот работиме со двосменско, односно 12-часовно работно време и до сега сме немале никакви проблеми и со тросменското и со двосменското работно време во однос на ефикасноста на работата. И покривање на сите потреби на граѓаните. Да. Доктор Димовска, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами, ќе се вратиме со нови содржини, нови прашања и информации за функционирањето на службата за брза помош. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник е доктор Анита Димовска, раководител на службата за итна медицинска помош при Здравствен дом Скопје. Со доктор Димовска зборуваме за функционирањето на службата, најчестите повици на бројот 194 овој период од годината, за зголемувањето, најавеното зголемување на бројот на екипи, односно дуплирањето на тимови, што би се рекло народски, од 25 на 50, ова го најави Министерството за здравство. Следно што сакам да ве прашаме, доктор Димовска, да, споменавте дека имате двосменско работење по 12 часа дневно. Сакам да ми објасните како, кога ќе отиде екипата на смена, кога ќе преземе смена, зборуваме за екипа доктор, сестра и возач, имаат ли пауза они во текот на тие 12 часа или се случува постојано да бидат на терен и да функционираат без престан со едно константно темпо? Во службата за итна медицинска помош, за разлика од другите институции и другите служби, нема официјална пауза со назначено официјално време во тек на работниот ден, време за пауза. Значи, може да се случи кога се екипите преоптеретени со интервенции, да таа пауза се користи по пат од една дестинација до друга, за да се искористи како доручек или ручек. Значи, официјална пауза немаме, се користи секој момент измеѓу интервенциите. Пак ќе споменам дека вие пред да бидете раководител сте работеле во службата како теренец, што доктор би се на рекло, терен, доктор така. на терен. По колку дневно интервенции ви доаѓале во смена просечно, имајќи во предвид дека сега е поголем градот, сега може би изголемен бројот на интервенции кои ги изведува една екипа, но зборуваме за неодамна, околу пред 3-4 години. Значи се случува во тек на 12 часа да има и по 10 интервенции. Некогаш и 12, што значи на секој час по една интервенција, вклучувајќи го тука и времето на пристигање од едно до друго место, затоа што ние сепак не ја вршиме својата работа во ординација, туку одиме на терен од еден до друг дом или до јавно место. Во зима и во лето на минуси, на плюс. Така, некогаш теренот ни е отежнат, значи и тука се е потребно време за да се пристигне, така да некогаш имаме и до 6 интервенции, меѓутоа зависи, некогаш имаме и до 10, па и до 12 за 12 часа. Значи може, како што ќе се дојде на работното место, така и да до самото заминување да не се седне, да така, нема простор за пауза. Тоа е исполнето со адреналин и со единствена желба да им се помогне на луѓето. Така, верувам дека така стресна, тоа ги не може мотивира да биде и вашите вработени. Така, тоа никој не може да биде рамнодушен без разлика на
на тоа што сме нели и строго професионални, меѓутоа има ситуации кога и ние не сме раднодушни, кога и ние сме трогнати од одредени ситуации. Така, кога ќе наидете на некоја несреќа, во најтрогателно е кога се работи за детски живот. Така, сочувствуваме и ние заеднички со семејството, затоа што сепак сме луѓе. Така, споменавте нон-стоп се на терен, во главниот град нон-стоп или постојано може да се забележат амбулантни возила, односно возила на службата за хитна медицинска помош, но од друга страна секојдневно на скопските улици има блокади, проширување на улиците, работи на патот, затворени крстосници, протести. Колку сето тоа ви го отежнува патот на движење до местото каде треба да интервенираат службите или до местото на несреќа или местото за потреба од брза помош? Секако кога е нормален проток на сообраќајниците, стигнуваме и побрзо, особено кога е порастеретен сообраќајот. Меѓутоа, при одредени блокирање на сообраќајниците, секако дека и ние имаме отежнато движење. Се е полесно кога е тоа порастеретено, кога има простор да се помине. Меѓутоа се случува да буквално се блокирани, дали со сообраќај или непроводност поради некои збиднувања на самите сообраќајници, и сето тоа ни го многу отежнува пристигнувањето до назначената дестинација. Се надевам дека... Колку возачите ви олеснуваат или учесниците во сообраќајот? Често е ова поставувано прашање, дали има промена во сообраќајната култура на возачите, доколку е густ сообраќајот или сте заглавени едноставно вашиве екипи на сред крстосница? Има ли совест, проработува ли таа потреба за хуманост од страна на учесниците, другите учесници во сообраќајот? Споредбено со минатите години, кога многу малку луѓе не забележуваа на улиците, без разлика на светлосната и на звучната сигнализација, или пак сакаа да не забележат, имавме огромни потешкоти при самото пристигнување. Може да кажеме дека се повеќе се зголемува свеста на граѓаните. Можеби тоа е резултат на современите наши возила што се со појака звучна сигнализација, па оддалеку се слушаат. Кога постои услови за да се пробие едно возило и се случува да бидеме многу често и пропуштани од другите учесници во сообраќајот. Меѓутоа често се случува и да не постои можност и да сакаат возачите да направат место тоа да не може да го направат кога е густ многу сообраќајот. Меѓутоа сепак би кажала дека свеста на учесниците во сообраќајот треба се уште да биде на уште повисоко ниво. Така, обично поменувате со вклучена светлосна комплет сигнализација на крстосници, се случува и да се предизвика сообраќај на несреќа, бидејќи од другата страна на крстосницата некој не гледа дека или не сака да забележи дека има возило за брза помош. Да, ние во интерес на пациентот, секогаш го гледаме интересот на пациентот во зависно од неговата состојба, кога го транспортираме до болница, најчесто тогаш, па и додека да стигнеме на самото место, ако е нешто навистина итно. И се трудиме да што побрзо стигнеме, така да на сообраќајниците со таа звучна сигнализација гледаме да, меѓутоа треба тука огромна внимателност од страна на нашите возачи, затоа што има и возачи кои што од страна па не забележуваат и не внимаваат. И имаме чести случаи на сообраќајни незгоди, особено на раскрсниците, односно на крстопати каде што се обележани со семафори, со светлосна сигнализација, некогаш имаме потреба... Но од другата страна е секогаш се во трка со времето другите учесници во сообраќајот. Да, сите им се брза, меѓутоа верувајте, на нас највеќе и предпоставувам дека токму во право сте, и предпоставувам дека во најголем дел од сообраќајките кои биле предизвикани од страна на други учесници со судар со амбулантно возило имало пациент внатре. Да, најчесто, во 90% од случаите или се одело на некој итен повик, мислам во 100% на случаите, меѓутоа во 90% на случаите се случува да сме со пациент во возилото.
за да брзаме да се стигне што побрзо до некоја болничка Така, установа. мораме да ги пофалиме и вашите возачи, бидејќи често ги фалиме докторите, дека се работи за професионалци. Секако како дел од тимот. Како дел од Многу важен тимот. дел од тимот, сигурно. Да се надеваме дека во иднина дека се уште повеќе ќе проработува свеста на другите учесници во собраќајот и дека секогаш единствено приоритет и единствено се брза на службата за брза помош. Така, нашата работа е тимска, ниту докторот, нити сестрата, нити возачот не можат еден без друг во тој тим, значи функционираме заеднички, синхроно и успехот на еден тим е заеднички. Така ви посакувам уште поуспешна работа со новите пунктови и со новите екипи, да го зголемите квалитетот на секако дека и до сега сте интервенирале квалитетно, меѓутоа да ги растеретите малку од другите колеги и едноставно уште пократко да интервенирате за итна потреба од брза помош доколку имаат потреба граѓаните. Секако нас не е целта што позадоволни граѓани од нас, да нема незадоволни. Така, доктор Димовска, се надевам дека повторно ќе ви имаме во емисијата Здравје некоја наредна прилика со некои нови информации околу функционирањето на службата за брза помош. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин и што споделивте информации со слушателите на Здравје. Ви благодарам и вас. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме петок, 26 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. А во понеделниците зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.